Благодарам. Почитувана јавност, почитувани медиуми, имам 3 пратенички прашања и сите 3 пратенички прашања ми се до председателот на владата, господинот Димитар Ковачевски. Првото прашање ми е во врска поврзано со актуелната тема која што е наречена референдум. Референдумот е врвна демократска алатка во која што за вакви суштински прашања народот мора да биде консултиран, особено за она што се случуваше во изминатиот еден месец. Вие цело време говорите дека ова што и се случило на Република Македонија е историски чин, историски успех и голема радост, но сепак вашата историска радост ја прославивте затворени во 4 зида со неколку илјади полициско обезбедување. Сметам дека вие како влада апсолутно немате никаков кредибилитет да одлучувате за вакви прашања без при тоа да се соочите со волјата на народот и да го запрашате директно народот што мисли за вакви протоколи, за вакви преговарачки рамки или за вакви договори во кои што комплетно се асимилира македонскиот идентитет. Она што е особено важно е дека СДСМ бега од соочување од референдумот, бегате од избори и се плашите од народот. Вие знаете дека предлогот кој што го туркате насила е штетен за Македонија и значи ништо повеќе освен бугаризација за државата и затоа бегате од истиот референдум. Вие знаете дека народот ќе излезе на референдум и масовно ќе биде против ваквите предлози на асимилација и бугаризација, која што ја туркате вие лично како премиер, како председател на владата и оние кои што ве поддржуваат. И затоа за гола власт бегате или сакате да купите еден ден повеќе. Конкретно прашањето ми е следново. Ако вие и СДСМ верувате дека туркате исправна политика, тогаш зошто е проблем да се организира референдум и од што се плашите? Конкретно, зошто бегате и зошто се плашите од референдум и соочување со народот? Второто прашање ми е од еден скандал кој што излезе во јавноста, а тоа е скандалот Нечиста крв, кој не престанува да ја бранува јавноста, господине Ковачевски. Овде се работи за класично затајување на системот во кој што се вмешани неколку институции, како Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Агенцијата за лекови Малмет, Центарот за јавно здравје и финансовата полиција. Не е возможно 2 години овој скандал да се случува, а никој од овие институции да не реагирал соодветно на ова што се случувало, заради тоа што самите представки на граѓаните, самите реакции во јавноста траеле 2 години. Не е возможно за ваков скандал да не знаел поранешниот ваш подпредседател на партија, министер за здравство Венко Филипче. Она кое што се случи и кое што е срам е дека откако новинарите излегоа и направија притисок, тогаш владата се разбуди и почна да превзема реакции. Јавното обвинителство и покрај тоа што 8 месеци постапува по добиена пријава, дури од кога излезе овој скандал на површина, тогаш укажа на тоа дека ќе отвори истрага, дека ќе почне да го истражува случајот. Загубените животи и трагедиите кои што се случиле таму, никој нема да ги врати назад. И повторно ќе кажам, сето ова немало да се случи ако овие институции на системот не потврделе. Не е во ред оваа истрага да трае неколку месеци, да резултира со документарен филм на национална телевизија, а истите оние кои што ги управуваат институциите да знаеле дека се подготвува ваква истрага и да му ги проследувале прашањата и пораките на собственикот на приватната клиника. Не е јасно зошто формиравте комисија кога општо познано е мнението дека се формира комисија кога нешто треба да се заташка. Конкретното прашање: зошто не превземавте поробусни чекори за расветлување на случајот? Зошто не ги оддалечевте овие кои што ги управуваат оние 5 институции кои што ги напоменав, кои што се под директна надлежност на вас како премиер и председател на владата, и зошто не обезбедите до крај јасна истрага која што ќе покаже кој бил виновен за изгубените животи и за профитот кој што таа клиника го имала, и на крајот зошто уште неуспешно се обидувате да го скриете Венко Филипче? И третото прашање, исто така за скандал кој што изминативе денови стана познат во јавноста. Аферата со набавка на битумен на една институција во која што директор е член на извршниот одбор на вашата партија, извршен одбор со кој што вие заседавате. Тој директор набавил битумен поскапи до 10 пати од тоа што плаќаат другите предпријатија кои се занимаваат со слична дејност, како што е ЈП улици и патишта на Скопје.
Замислете, из договор за битумен, овој пат од градското Скопско јавно предпријатие улици и патишта, направен 2 месеци подоцна од кога овој ја склучил набавката, каде што за променливиот дел на цената на битуменот според формулата од една страна е 38.000 денари, додека за фиксниот дел каде што е направена проневерата е она што го определува транспортот и ја определува сумата на тендерот, цената на транспорт по тоне 2.915 денари. Само за споредба. Коста Динацевски, директорот од СДСМ, цената на транспорт на 1 тон ја наплатил, односно ја платил 29.295 денари, а улици и патишта 2.915 денари, а 10 пати повеќе ја платил вашиот директор. За споредба, ако броиме по цистерни, само една транспорт на една цистерна Македонија ја плаќа 12.000 евра, а транспорт една цистерна Скопското предпријатие ЈП улици и патишта ја плаќа 1.000 евра. Разликата е 11.000 евра за една цистерна или за сета набавка од 374 цистерни, разликата е над 4.100.000 евра, доколку би се направил тендер по цени како градското предпријатие улици и патишта. Она што мора вие да го одговорите, зошто и покрај тоа што е исклучително наведено во Законот за јавни набавки, дека кога има ваков случај, во кој што ќе има 3 заинтересирани предпријатија, а на крај на тендерот ќе се пријави само едно, и тоа што цена, која што е многу повисока од пазарната цена. Односно, ако имате пример, каде што истата количина по транспорт, значи не зборам тука за суштина или за предмет на набавка, зборам за транспорт на набавката, затоа што предметот на набавката е иста цена. Како е возможно едно јавно предпријатие во Скопје да ги набавува од слични дестинации и набавка да ја чини 1.000 евра, а истото предпријатие во кое што вашиот директор директорува да ги чини 12.000 евра? Како е возможно? Она што ми е прашањето, зошто нема реакција од владата и зошто вие како премиер не ги повикате на одговорност оние кои што ја прават евидентна оваа плячка од парите на граѓаните? Она кое што е секојдневие на оваа власт, нешто со кое што можевме да се разбудиме са бајле, е дека директорот на финансовата полиција, еден од така познатите потенцијални ферментирачи на мислењата на пратениците од опозицијата, има добиено кривична пријава. Еден по еден вашите пиуни добиваат кривични пријави за криминал, а вие не коментирате. Очекувам дека ќе ми одговорите на овие 3 пратенички прашања директно, концизно како што ви ги поставив сега, а не како минатиот пат, минатиот месец, кога ми одговаравте на прашањата округло па на ќоше. Благодарам.